Представници на повеќе детски градинки од земја деновиве во Дојран се едуцираа како да се прифати ова нова време, без при тоа да се наруши менталното здравје и да се воспостави соодветна комуникација со родителите, се со цел полесно да се надминат новите правила што ги наложува пандемијата. Целта ни е да навистина малку ја подигнеме таа свеста за значењето на одржувањето на менталното здравје и кај возрастните, значи пред себе воспитувачи, директори, негователи, но и важноста на тоа како менталното здравје да се одржува на највисоко функционално ниво кај најмалите, значи оние со кои тие работат, секако и нивните родители, нели, да се направи таа функционална релација градинка и семејство. Градинките работат со ограничен капацитет заради новите протоколи. Дечињата се навикнуваат на новите правила, што сето тоа може да предизвика и соодветен стрес, велат од градинките кои признаваат дека стравот си го прави своето и во овие установи се помалку деца има. Нашата работа е, мислам, и најодговорна и се надевам дека ова ќе го пренесеме пред се на вработените во градинката, за и они да имат сила и пред се ментално да бидат спремни на еден поедноставен начин да ги покажат сите новини, поради тоа што знаете ние сега работиме по протоколи кои што некако ни ја преорганизира целата работа во градинките. Сега на поедноставен начин ние тоа на децата да им го покажеме, а сепак они да не го осеќат тој стрес што ни го наложи новото време. Од Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе од Скопје потенцира дека не смее да се прави дискриминација на оздравените пациенти од COVID-19, посебно ако се деца кои престојуваат во градинка. Кога ќе се случи, веќе мора да биде навистина целата концентрација на воспитувачите и негователите насочена кон тоа, мимо другите активности, да не се дозволи да децата бидат стигматизирани, затоа што на таа возраст после може да се јави многу лесно отпор кон одење во установата и тоа може да има понатаму други реперкусии негативни и по социјалните интеракции, по самодовербата на детето и по едноставно позитивната негова добросостојба. Градинките почнаа со работа на 9 октомври, а изминативе денови здравствените власти во земјава соопштија и за инфицирани деца кои престојувале во детски установи.